Frontline.mk на прва линија. Како функционира зоолошката градина во вакви вонредни услови, нели кога вратите се затворени за јавноста? Каква е моменталната состојба на животните, како се одвива грижата околу нив и нели сите други активности? Па да, моментално малце е по-комплексна со ситуацијата во Скопската зоолошка, затоа што прво беше една од најпосетените, можеби лани беше и најпосетена институција во државата и одеднаш, од кога фати вирусот корона, како да све прекина и за посетителите и за животните, одеднаш во еден ден се сменија многу навики внатре, многу ситуации. Некогаш приметувам и на животните, им е чудно што е одеднаш таква тишина, сепак и они беа навикнати на многу народ. Верувам дека и на посетителите не им е седно, секој викенд беше навика да си ги носат дечињата тука, но да се надеваме дека побрзо ќе заврши оваа ситуација. Да, значи неколку зоолошки музеи, друг тип на социјални објекти во светот веќе овозможија онлайн посети. Дали може би вие спремате некој таков проект или доколку имате спремно нешто во врска со тоа, дали може да... Значи на социјалните страници на Facebook, на Instagram, скоро секој ден оди уклучување во живо, се уклучува нашиот PR Тина, со секојдневните активности, како што се ранење на животните, дезинфекција на целата зоолошка, други активности, што се и децата имаат можност по некои 15-20 минути да не следат секојдневно. Може ли да ни кажете нешто, например, за новите живеелишта на фламингата и на пингвините и за проектот нели на првиот динопарк во Скопје што го најавивте, до каде се подготовките и како се одвиваат во вакви услови на пандемија? Па, среќа што град Скопје беше тука, ни помогна највеќе кога ни требаше за тие живеелишта. Јас кога дојдов тоа ме назначија, имаше само оградени дупки, планирале да прават нешто, ветиле, но смогнавме сили со помош на градоначалникот и град Скопје за да забрзавме цела ситуација и денес веќе имаме готово живеелиште за фламинга. За пингвини е пред крај исто, за некој месец дена ќе биде готово. Фламингата се веќе тука, да ве кажам, вака ексклузивно прв пат во медиум објавувам дека се тука, во карантин се, карантинот е уште некаде 20 дена, според нашите ветеринари, и се надеваме дека за 20 дена и за јавност ќе бидат достапни, дали онлайн, дали ќе бидете известени, ќе присуствувате на отварањето. Живеелиштата се правени по многу светски стандарди, како што други кажуваат дека нема такво живеелиште за фламинга, дури негде во Европа, стварно е прекрасно, за пингвините исто така, ќе видите. За тоа какви се вашите планови и на какви проекти работите вие и вашиот тим за престојниот период, нели во кој би се намалиле мерките за спречување на ширењето на пандемијата, односно нели каква програма спремате за посетителите на зоолошката кога ќе ги отворите вратите за јавноста? Дали имате план можеби да донесете нови животни во престојниот период освен фламингата? Значи на листа на чекање потврдени животни се пингвините, кои што малце не очекувавме ваква ситуација, требаше и тие да стигнат карантински. Тие се премногу нежни животни, можеби добро е во оваа ситуација што се одложи малце. На листа на чекање се исто двогрвите камили, што ги нема во зоолошката, тие пристигаат од Чешка. Значи, штом се среди ситуацијава, се отворат границите, нашите протоколи можат да се завршат со документи, ќе стигнат камилите, ќе стигнат пингвините, уште некои многу тропски птици имаме од Берлин што треба да ни стигнат, од германската зоолошка, и напоредно преговараме за се друго. А што се однесува до кога ќе отвориме зоолошката, јас би бил најсреќен да може и уште овој викенд да се отвори, затоа што секојдневни се прашањата на родителите и на децата, но дај Боже да се среди целава ситуација, да ја снема пандемијава и во најбрз можен рок да ги отвориме вратите. Меѓутоа, свесен сум и јас и мојот тим дека ќе мора да работиме по некој построг критериум, протокол, ги спремаме тие протоколи кога би отвориле да функционираме со
ограничен број на посетители со онлайн билети. И сепак е отворено место зоолошката е 30.000 метри квадратни, не би било проблем да има дневно по 500-600 посетители, меѓутоа да биде во присуство на редари, во строга контрола со заштитна опрема како што наложува законот и се надевам дека ќе успееме. Frontline.mk. На прва линија.